Следен наш излагач е професор доктор Никола Жежов, кој ќе говори на тема Гоце Делчев и Ефрем Чучков и пограничните пунктови на ВМРО во првата половина на 1902 година. Професор Жежов, благодарете. Почитувани присутни, представници на Социалистичка партија, колеги, професори, драги студенти. Утре, 4 февруари, Македонија го слави денот на раѓањето на македонскиот револуционер и идеолог на македонското револуционерно движење Гоце Делчев. Одржувањето на оваа научна трибина посветена на денот ќе даде скромен придонес во афирмацијата на самиот датум и подсетување за огромното значење на Гоце Делчев во поставувањето на темелите на македонската држава. Уште повеќе, публикувањето на зборникот и неговото представување пред македонската јавност ќе ја потсети читателската публика во Република Македонија дека уште треба да се истражува и пишува за револуционерната дејност на Делчев, кој во овие месеци и денови повторно стана актуелен заради оспорувањето на неговиот македонски национален идентитет и неговото место во македонската историја. Голема благодарност на Социалистичката партија на Македонија за печатењето на зборникот и организирањето на оваа научна трибина. Почитувани, дозволете ми да истакнам неколку заклучоци и главни точки на предметот на мојот научен интерес во статијата напишана од мене и поместена во зборникот со наслов Револуционерната дејност на Гоце Делчев и Ефрем Чучков во Кјустендилскиот пункт на ВМРО во првата половина на 1902 година. Оваа научна статија има за цел да опише еден сегмент од револуционерната дејност на Делчев и неговиот соборец Ефрем Чучков, кој е особено значаен за револуционерната дејност на ВМРО, посебно за подготовката на комитските чети и нивното опремување со оружје и муниција при влезот на територијата на Македонија. Први би сакал да ви објаснам зошто овде го користам името ВМРО. Кога се знае дека согласно уставот и програмските документи, организацијата во ова време се нарекувала МОРО. Да, организацијата во својата историја неколку пати го менувала своето име – МОРО. По старата македонска генерација историчари, посебно еден дел, го употребувала името ВМРО при своите трудови. Во 90-тите години македонски историчари кои пишуваа за овој дел од македонската историја го користеа името МРО и ТМОР до 1905 година. Интересно е тоа што македонските револуционери и од самото раководство на организацијата, меѓу нив и Гоце Делчев, во писмата, телеграмите, окружните писма постојано го употребували името внатрешна организација, што требало да направи дистинкција од сите организации што доаѓале надвор од Македонија. Затоа најсоодветен според нив бил зборот внатрешно. Во статијата самиот јас го употребувам името ВМРО, кое како такво е најмногу застапено во колективната меморија на македонскиот народ. Во врска со користените материјали, би сакал да ви укажам дека во статијата најмногу употребувам архивска граѓа од бугарските архиви, фондот 1938К, односно фонд Гоце Делчев, од архивот ЦДА Софија и фондот 583 од Народната библиотека во Софија, Република Бугарија. Значи, исклучено е да си додавам нешто или да фалсификувам нешто во врска со ова. Од користената архивска граѓа, пред се необјавени документи, недвосмислено се истакнуваат повеќе заклучоци за револуционерната дејност на Гоце Делчев во овој временски период. Прво, Гоце Делчев постојано инсистирал на самостојниот карактер на ВМРО и самостојната борба на македонскиот народ, без надворешно мешање, за создавање на автономна македонска држава во низините етнички и географски граници, определени во уставот и правилниците на организацијата. Во моите истражувања, особено во архивите во Република Бугарија, не сум сретнал ниту еден документ или мисла, реченица на Гоце Делчев, каде би барал помош од Бугарија или некоја друга држава во борбата за ослободување на Македонија од турска власт. Тоа е историски факт и никој не може да го побие или негира. Дури во преписката на Делчев со Ефрем Чучков се откриваат податоци според кои бугарската погранична полиција и војска ги прогонувала четите на ВМРО и комитските чети и се обидувала да ги спречи да ја преминат тогашната бугарско-турска граница во делот кон Македонија. Второ, Гоце Делчев, како представник на задграничното представништво на ВМРО, заедно со неговите соборци го претворил градот Кјустендил во вистинска тврдина крепост на ВМРО и најважна точка на територијата на Бугарија, каде се чувало оружјето
во посебни магазини и се испраќале и пречекувале комитските чети од територијата на Македонија. За таквата активност Делчев ги искористил бројните познанства, пријателства што ги имал, како и лојалноста на членството на организацијата, која со својата конспиративност изградило силна и моќна мрежа на помагачи на ВМРО. Таквата мрежа на организацијата се простирала во сите градови во Бугарија каде живеела бројна македонска емиграција. Трето, во статијата посочувам податоци според кои јасно се заклучува дека оружјето во магазините на ВМРО влегувало исклучително преку купување со пари од организацијата, без никакви подароци или донации од поединци, организации или било какви надворешни фактори. Со тоа се исклучуваат како неточни некои тези и тврдења дека организацијата добивала оружје од бугарската влада, војска и други фактори. Од друга страна, ваквиот податок е во правец на тоа дека ВМРО била независна организација и не била подложна на влијание однадвор во денесувањето на своите одлуки и нејзината револуционерна дејност. Во врска со овие мои тврдења и тези ве повикувам да ја прочитате статијата и сами да си донесете свој заклучок. Почитувани, дозволете ми во вториот дел од обраќањето да се осврнам на актуелниот општествено-политички момент во Република Македонија од причина што е поврзан и со денешната научна трибина. Денови постојано преку медиумите гледам и слушам како граѓаните на Република Македонија не прозиваат нас историчарите дека не немало, дека ништо не сме кажувале во овие тешки денови за нашата нација и држава. Со право сме прозвани како професија. Но сакам да подсетам на некои работи кои како да се позабораваат во денешното море на секојдневни и настани информации. И сакам да ја подсетам македонската јавност дека првата организирана реакција на предлог договорот тогаш со Бугарија во летото 2017 година беше токму од една група на историчари, 26 на број. Во неколку далечната 2017 година, кога се крчкаше договорот со Бугарија, реагиравме како историчари со декларација од која се подпишавме своерачно укажавме дека македонската држава мора да има црвени линии и дека столбот на македонскиот национален идентитет се името на нашата држава Македонија, македонскиот јазик и македонската историја. За да остане запишано и забележено уште еднаш ќе ги прочитам имињата на историчарите кои се подпишаа под дадената декларација во македонската јавност. Александар Атанасовски, Виолета Ачковска, Коста Аджиевски, Билан Бошковски, Новица Велјановски, Стефан Влаков Мицов, Никола Жежов, Маријан Ивановски, Андреј Илиев, Васил Јотевски, Ѓорги Малковски, Михајло Миновски, Мишо Нетков, Бован Петровски, Драгица Поповска, Александар Симоновски, Александар Стојчев, Тони Филиповски, Ѓорги Чакарјановски, Тодор Чепреганов, Теон Жингов, Никола Митровиќ, Сонја Николова, Бранислав Светозаевич, Игор Јуруков и Ицо Најновски Пери. Зошто ги читаме имињата на сите што се подпишаа? Историјата е учителка на живот, да не се заборави кој што зборуваше и зашто се залагаше, затоа што во тоа време некои луѓе едноставно тешко можеа да се најдат да искажат став, дури и меѓународна потенца се распишеше по нив. Се криеа во нивните канцеларии и кабинети и чекаа од каде ќе дувнат политичките ветришта, за да денеска кога ги имаме последиците, зборуваат со полни усти лажен патриотизам и се представуваат за наводни апологети на Македонија и македонштината. Настаните кои доаѓаа покажаа дека сум бил во право. За жал, нашите апели и преку декларацијата, јавните настапи на телевизија, пишувањата не беа послушани и се подпиша така наречениот договор за пријателство со Бугарија. По ратификацијата во парламентите на двете држави се покажаа погубните последици на договорот. Ова што денеска ни се случува, почитувани се последиците за кои предупредувавме од таа група, а и јас во своите настапи. Да, точно е дека не се појавува во медиумите години и половина, ова е прв пат после години и половина. Затоа што предупредував дека последици тешко се надминуваат, иако тоа не значише дека сум ги променил своите ставови. И затоа сега дојдовме до овој степен, да го докажуваме тоа што веќе е докажано, да слушаме и спроведуваме погубни политики од разни третокласни белосветски емисари, да дозволуваме однапред да ни кажуваат кои сме и што сме и во својата собствена македонска држава, јавно да не смееме да пишуваме дека Гоце Делчев е македонец по националност. Сите овие работи ги кажувам не да се изземам одговорност или да се оправдувам, но да посочам дека во овој случај македонската јавност треба да знае дека имаме конкретна одговорност која има точни адреси и точни имиња и презимиња. Со тие личности немам намера да се занимавам и да ги споменувам. Ги оставам сами да си
да расправаат за заеднички споделени истории за кои самите не знаат какво значење има. Самите нека се соочат со моралната одговорност и со својата совест ако воопшто ја имаат. Сосема на крај, би сакал да кажам дека целата ситуација не е изгубена за нас, според мен. Договорите со Бугарија и Грција имаат за цел да го затворат македонското прашање или да му дадат поинаков карактер. Сепак историјата покажала дека ваквите обиди за вештачко затворање на македонското прашање во разни буквалишти и версии биле неуспешни и дека само му додаваат нова енергија и смисла на истото. Така и сега, Македонија се уште не го кажала последниот збор. Борбата на нашата генерација ќе се префорли на новите македонски поколенија, кои со сигурност ќе знаат да го одберат патот на Македонија. Ви благодарам за вниманието.